Распределба на фреквенции. Почетната операција за средување на суровите податоци се состои во определување на распределбата на фреквенциите на податоците. Да повториме. Фреквенција на еден податок е бројот на сите појавувања на тој податок во испитувањето. Распределбата на фреквенции се представува со табела, каде што во колона или редица по растечки редослед се подредени податоците, а во втората колона или редица соодветно нивните фреквенции. Поставен е проблем при едно испитување за доминантна рака, кај 16 деца во една паралелка во забавиште биле добиени следните податоци покажани со табелата. Од табелата се гледа дека кај првото дете доминантна рака била десната, кај второто исто десната, третото десна и така натаму. Треба да се средат податоците, односно да се направи распределба на фреквенции. За таа цел ќе направиме табела во која што првата колона ќе биде доминантна рака, каде што се среќават податоците лева, десна и двете. Ќе оставиме една колона за одредување на знак и фреквенцијата е во третата колона. Со лева рака се користел петтиот ученик, седмиот, деветиот, 13-тиот. Значи фреквенција 4. Со десна се користат првиот, вториот, третиот, шестиот ученик, 10-тиот, 11-тиот, 12-тиот и 15-тиот. Со двете раце 4, 8, 14 и 16. 4 деца. Од табелата следува двете деца подеднакво ги употребуваат 4 ученици. Десната рака е доминантна кај 8 ученици, а левата рака кај 4 деца. Можеме да заклучиме дека подоминантна рака е десната. Од табелата можеме да ги извлечиме и следните заклучоци. Децата со доминантна десна рака се помногу бројни во споредба со другите две категории. Децата од тие категории подеднакво се застапени во паралелката.